Еден од 12 најзначајни православни христијански празници, Успение на Пресвета Богородица, денес масовно беше одбележан во сите верски храмови, а особено во оние кои го носат името на Богородица. Во Штип, вчера и денес, илјадници верници дојдоа во црквата во Ново село, каде заедно со истоимениот манастир во Берово се случува најголемо верско присуство во регионот. После 3 дена од упокоението на Мајката Божја дошол и светиот апостол Тома, кој ги замолил своите собраќа апостоли да го покажат гробот, да го отворат за тој да го целива пречистото тело на Мајката Божја. Кога го отвориле гробот, ете телото на Мајката Божја не била таму и така, според учењето на нашата света православна црква, Мајката Божја воскреснала и се наоѓа во Царството небесно и со нејзиното пречисто и непорочно тело. Мајката Божја сега се застапува за нас пред Бога, се моли, а ние достојно денешниот ден да го прославиме, да ги примеме честото тело и крв Христови, да се исповедаме, да се покаеме, да се помолиме, да ги принесеме нашите молитви пред неа, за таа да ги представи пред нејзиниот Син, Господ и Бог наш Исус Христос, да така живејќи во радост да дочекаме длабока старост, покајани и подготвени за Царството небесно. Нека ни е за многу години. По повод големиот празник, честитки до верниците од православната христијанска исповест упати и Гордана Силјановска-Давкова, претседател на државата. Пресвета Богородица, како заштитничка на мајките и децата, има особено место во нашите храмови и домови, а најмногу во нашите срца. Не случајно, посетителите на бројните цркви и манастири, посветени на Богородица, не се само христијани, туку и припадници на други религии. И годинава празникот Успение на Пресвета Богородица ќе го поминеме заедно со најблиските. Очекувам да ја надминеме духовната и моралната криза и да им се вратиме на вистинските човечки вредности. Нека ни е честит и вечен празникот. Стои меѓу другото во денешната честитка од претседателката Силјановска-Давкова.